Добар ден од мене. Малце сум уште под импресии од прекрасното славење, не малце, но туку многу. Бидејќи на вистина има нешто посебно кога се пее песна која што му е посветена на Господ. И кога во песната се доближува и личното искуство со твојот Спасител. И тогаш веќе не е песна, тогаш на вистина е славење за слава на нашиот Господ. И тоа е разликата. И на вистина бевме благословени со Мита и со Кате и со Даре, да на вистина го видиме во својот сјај Господ, што прави во срцата на луѓето. Амен. Амин, добар ден и од мене, Вики. Сите сме под импресија тука што сме во поема. Импресиите секогаш огромни кога нели било што правиме во животот, тоа го прославува нашиот Бог. И вие што сте што гледате нели на Facebook, сега во живо ще гледате, после знаете за што точно зборуваме, али за тие што не знаат, јас ги повикувам да го искусат истото, да повикаат и да го искусат истото. Интересно беше што бевме неколку души во поема и сите кажаме дека последната песна ствари ни е една од омилените песни за славење и за обожавање Бог, а можам да кажам дека општо омилена една од омилените песни што јас сум ги слушнал во мојот живот, така да Бог е свет, Бог е величенствен и затоа и ние сме свети и величенствени. Колку и тоа во нашиот живот да не изгледа понекогаш така, колку и ние самите со нашите очи не го гледаме тоа, со нашите духовни, но нашите физички очи не го гледаме тоа, ние сме свети и величенствени ради нашиот Господ што е свет и величенствен. И негде натаму и ќе ја носиме целата порака. Да, амен. Навистина е никош не е доволно да се каже дека е чест и привилегија. Да се прават нештата како за Господ. И јас знам лично за себе си дека, и за другите што ги знам во црквата или во другите цркви, дека навистина е силен тој момент, дека се што правиме како за Господ, бидејќи отворил прекрасна врата за сето оно што тој е, во изобилноста на својата дарежливост, каков е штедар. Господ не штеди, туку дарун дава. И кога зборуваме се што правиме како за Господ, навистина Светиот Дух не подучува во тие моменти. Вау! Леле, навистина Господ е достоен. Тогаш таа реченица достоен е Господ, навистина завзема поинаква смисла, оди во длабочината. Така да самото тоа што ти го спомна дека бидејќи Господ е величествен, ние сега се што правиме пред небото, пред очите на нашиот Господ Тато е величествено. Ниеден детал од она што го правиме, дури кога луѓето не гледаат, не му измакнува на Господ Тато. И тоа е навистина прекрасно. Често пати, барем тие што се родители, сте биле во таа ситуација каде што забележувате нешто дека вашето дете прави, тоа ве воодушевува, а знаете дека тоа не е свесно дека вие го гледате. Но восхитот кај вас е тука. Исто и со Господ, едноставно Бог се восхитува на своите деца. И сега ја кршиме таа лага што постои во светот или во црквите, дека Господ е постојано строг и дека Господ е постојано незадоволен од својата црква, од оние кои што веруваат. Ја кршиме во името на Исус. Имаме право да ја скршиме бидејќи се издига да го помати имиџот, односно да помати сликата каков е Господ. И би сакала да прочитам еден стих, а тоа е од Јован 14 глава, 14 стих. Видете што вели Исус. Тоа е просто прекрасен стих. Јас се воодушевив и вели вистина ви велам, читам од 12 стих. Кој верува во мене, делата што ги правам јас, ќе ги прави и тој. Ке прави и поголеми од овие, зашто јас одам кај мојот татко. И сега највеличенственото ветување. И се што и да побарате во моје име ќе направам, за да се прослави таткото во синот.
Ако посакате нешто во мое име, јас ќе го направам. Кога ги прочитав овие стихови, ова ветување на Исус, се воодушевив бидејќи Исус вели, сега се што ќе правите, ќе го прославува таткото. Амин. И таткото ќе го прославува синот. Каде живее синот преку Светиот Дух денес? Во мене и во тебе. Истото важи. И сега си велам, кои се овие дела поголеми од Христовите? А Исус не стави токму во таква позиција да ги смета нашите дела во името Негово. Поголеми од Неговите, бидејќи сега заради Светиот Дух не има насекаде. Не сме ограничени географски, како што Исус беше само во едно место, во една држава, така да кажам, во тоа време. И прекрасно е во каква позиција не стави Светиот Дух. И јас сум благодарна за овие можности што ги имаме преку интернет. Деновиве, односно овие 2-3 месеци од како е цела оваа светска ситуација, се изнаслушав дека леле. И сето тоа е во ред. Не се нормални овие услови. Но и не се нормални кои што ние замислуваме. Да, што правиме во тие ненормални услови заради тоа што Исус вели, не вели тука во овие стихови, кога сите бремиња ќе бидат скршени, кога се ќе биде подмачкано, вие ќе правите дела поголеми од овие моиве. Не, го нема тој предуслов. Заради тоа што и во времето на Исус, кога Исус ги правеше сите тие дела, не беше ништо подмачкано во Израел. Од политички аспект, од економски аспект, од било кој аспект. Меѓутоа, фокусот на Исус не е тука сега ние да се фокусираме на ситуацијата, него фокусот е, јас ви дадов можност да бидете толку флексибилни, што вашите дела во време и во невреме да бидат поголеми од овие сега. Амен. И се воодушевив. Овој стих сум го читала 20 години, од кога станав христијанка. Меѓутоа, кога го читав деновиве, некако ме заплисна со една нова свежина, дека фокусот на Исус не е сега, јас некако да ви дадам да преживеете во ова ситуација на притисокот надвор. Туку фокусот е, вие ќе правите дела поголеми од овие. Бидејќи Светиот Дух сега живее во нас. Амен. Амин. Мислам, ако нешто било откровение во мојот живот, е тоа откровение за дека Бог е татко и дека не љуби како татко и дека оди понатаму од тоа. Самиот Исус кажува, аба татко, имаме пристап да го наречеме што значи татичко. И тоа веќе, значи јас можеби неколку пати во мојот живот може да не памтам веќе кога сум го рекол мојот биолошки татко, татичко, но Бог ми дава перспектива и да можам и него да го речам, да можам да ги речам и оние што се грижеле во духовен аспект и во било каков аспект татичко, зашто преку Бог, преку Светиот Дух имаме не само таа можност да наречеме некого, него и да бидеме духовни татковци, да бидеме духовни татковци и мајки, зашто ако нешто Исус знаел и дојде да го промени, знаеше дека во светот ќе фали татковство. Во светот ќе фали татковство и затоа дојде да го смени тој дел. Исус смени многу нешта. И Исус не едно ветување. Ја мислам дека не едно ветување вики не наоѓаме во Библијата каде што ветува дека ќе случуваат работи за во мирни времиња. И сега ќе кажам зошто. Зошто не сум пропагатор на дека ние треба да бидеме постојано да бидат лоши времињата се. Напротив, ние ги согледуваме работите во светот. Исус дојде, вика ја дојдов за болните, не за здравите. Да, ако согледаме светот во приказната на изгубениот син, светот е болен. И едниот син, и другиот син нема откровение за што? За таткото. И тоа е главната причина. Во таа приказна што јас можеби највеќе ја сакам, во таа парабола што Исус се кажува, многу пати знаеме да грешаваме кога го ставаме фокусот вики на синовите. Значи, од прилика ги знаеме синовите. Така, или едниот е бунтовен, едниот е помалку бунтовен. Знаеш, многу пати некој ќе рече што правевте вие, што ја научивте Питагорова теорема, каде сте сега? Демек, толку што бевте мирни, толку што средите, тие некој и гледам и во самата таа приказна. Под темпераментиот син побара нешто,
виде дека изгубено, па се врати и таткото го пречека. Го гледаме другиот син што цело време беше со таткото, но немаш откровение за татковство. Имаш откровение за лош и строг судија, што што ќе заработи, тоа ќе му даде, или ако не заработи нешто, ќе добие казна. Така да таа приказ на мене ми е фасцинантна и она што Вики сакаше да го представи на голема врата, тоа дека преку Светиот Дух ние го имаме сега духот каде што можеме да речеме аба, татко или татичко. Вики, во карантинсково време, посвети време многу на читање на работи што ете некако сум ги испуштил, на работи што не само читање Библија, иако тоа ми е нели како топ на работите, на врв на нештата, но читав некоја книга тоест уште читам, тоест не ја читам, му кажам на еден другар дека ја дегустирам. Да. Многу убаво кога ќе налетате на нешто. Тоа е како добро кафе. Сите, барем ја и ти сме по кафето и знаеме дека од Себајле го дегустираме кафето. Зошто ги сакаш да ги чувствуваш вкусовите, сакаш да дури да размислуваш од што е направено, како е направено, целата таа процедура. И така да оваа книга баш ја дискутирам од Светиот Аврелий Августин и многу ми остави, мислам дека ти ја пратив и тебе една реченица баш за оваа приказна, баш за оваа каде што кажува Исус за изгубениот син. И он не дава осврт на изгубениот син, него дава осврт на таткото. И кажува една толку силна реченица што мене можеби ми ги смени многу погледи. Кон самиот, како што кажуваш ти, си читало 20 години, но наеднаш некои работи ти кликаат. Наеднаш некои работи, колку и ние дури во молитва одиме и кажуваме татичко. Нас ни треба обнова или ни треба растеж во тоа откровение на татко. Дефинитивно. И она што Аврелий го кажува, вика, иако синот ти побара се, и ти како нежен татко му даде се, за уште понежен да го чекаш да се врати. Вау. Како нежен татко нема да ти забрани, нема да те ограничи, но уште понежен ќе те чека да се вратиш назад во него. И ова е толку силно, мене толку многу ме разниша и затоа сакав да ја дегустирам таа, затоа сакав да медитирам на тие зборови, на тие реченици. Вау, човек што од искуство кажува. Аврелий Августин заглавил со разни учења, заглавил со разни доктрини, заглавил со разни лажни учења, за да знае дека уште понежен Бог го чека назад. И ја верувам дека секој вие што можеби мислите дека сте заглавиле негде или дека нема назад од тоа. Нашиот Бог Исус Христос уште понежен ве чека назад. Како што бил нежен да ви ги даде работите, да ги имате на располагање, уште понежен ве чека назад кај него. Така. Баш во поглед на татковството, која поготово Евангелието по Јована кога го читаме, Исус постојано го спомнува таткото и нели јас дојдов за да го представам таткото, кој ме виде мене го видел таткото. Во суштина опасноста што постои денес во црквите е кога луѓето го тргаат таткото настрана од Евангелието. И тогаш имаме Бог кој што заради тоа што е праведен, заради тоа што е свет, има право и како да суди. И кога го представуваме Бог само од тој агол, ние на луѓето им носиме лажно Евангелие, каде што тие добиваат погрешна представа за Бог кој што е праведен судија, но ништо друго повеќе. И тука е опасноста, бидејќи Исус не дојде само да го исполни законот и едноставно за да умре на крст и да воскресне, него заедно во таа порака на Евангелието негово, за неговата жртва на крстот еднаш за секогаш и за неговото воскресение еднаш за секогаш, Исус ја донесе пораката за Бог, татичко, кој што е на страната на своите деца. И јас ќе искористам ова прилика, односно можност да ја скршам таа одвратна, ако можам да кажам, изјава дека црквата е болница за грешниците. Погрешна и нефер споредба за црквата не сум слушнала. Искрено ја кршиме во името на Исус, бидејќи Исус не дојде за таа цел.
кој сака да помине време во болница, без оглед колку и да има потреба за да оздрави? Никој. Зошто луѓето би сакале да се во црква, ако црквата е болница за грешниците? Кој родител кој што ме слуша сега, ќе сака неговото дете постојано да биде карактеризирано како болно или болникаво, болежливо цело време? Никој. Ја не сум родител, тетка сум, меѓута никогаш не сакам да си ги видам внуците да се обележани и болежливи, него мојата радост е во нивниот просперитет, во душа, дух и тело. Амен. И кога црквата го запоставува тој момент дека Бог е само Бог, праведен судија, кој што гледа во намерите на срцето и е способен да ги суди намерите на срцето, а при тоа аголот дека Бог е татко е изоставен, тогаш горе-долу, да не речам, ама ќе речам, сме ја промашиле работата во однос на тоа како да го представиме Господ Тато, заради тоа што црквата, како што е опишано во Ефешаните 1 глава, нели 23 стих, ако е полнотата на оној кој што исполнува се во се, тогаш дефинитивно не е болница за грешници. Туку е место на Божите деца кои што го спознале него како татко и сега уживаат во неговото татковство. И јас сакам да навистина ова порака одекне денес во црквите пред се, најмногу во црквите, каде што е мандатот за татковство, мандатот за овие нешто што ние сега ги зборуваме. Заради тоа што ако ги следиме последователно сите нешта, нели Јован кога пишува во своето прво послание, ви пишувам вам, татковци. Значи, не може ние да бидеме духовни татковци на некого ако Бог не ни е нас спознаен како татко. И искрено, ако за тие што биле насутили, да речеме сте гледале некоја емисија на судски процес, кој од тие осудените што е во судница воспоставува близок однос со судијата? Никој. Не можеш, нема место за блиско заедништво ако е само судија. Значи, ќе падне во вода и Евреите 4:16, ајде сега да пристапиме смело пред тронот на благодата. Кај ќе одиш ти смело пред тронот на благодата да ги донесеш нештото од небото како што се на земјата, ако немаш заедништво со Тато? Не може. Не може. Ќе биде професионално заедништво, партнерство, нели, двајца ортаци во компанија, јас моите услови, ти твоите услови, меѓутоа нема да има блиско заедништво. Отсуствува откровението дека Бог пред се е татко. Татко кон своите деца. И многу интересно што годиниве уназад често ја слушав таа реченица: дојди кај Бог, прими го Исус во срцето и ќе станеш Божјо дете. Лага. Не е точно. Од секогаш сме биле Божји деца. Од секогаш сме биле Божји деца. Од секогаш за секогаш. Само знаете што? Кога сме дошле кај Исус, Бог таткото ни ги отвори очите дека сме синови Негови. Пред тоа сме мислеле дека сме сами. И заради тоа што кога мислиш дека си сам, кога немаш татко, ти мислиш дека си оставен сам на себе и дека мораш да гребаш, да грабаш, да газиш преку лешеви за да се сочуваш и да обезбедиш нешто. Зошто? Бидејќи не си близок со татичко. Но кога Бог ти е близок како татко, тогаш е наративот сосема поинаков. Тогаш од слуга кој што му се тресе на својот Господар, ти веќе стануваш свесен дека сега не мораш во страв да му служиш, туку како син кој што е свесен за своето синовство, сега си управител на Божиот имот и осташтина на земјата. Не си само слуга, него сега Бог ти се воодушевува како татко на твоите способности апсолутно да управуваш. И сега ти како син пристапуваш и бараш мудрост од Светиот Дух да го управуваш она што Бог ти го дал. Халелуја. Може би понекогаш луѓето ги, знаеш, има стихови, има во Јован 16 глава, баш сега ми е отворена таму, каде што
кажува Исус зашто ќе дојде Светиот Дух. И знаеш, таа перспектива можеби понекогаш лоша, зашто ние кога она го збориш ти за праведност, кога зборуваме за праведност без откровение за татковство, тогаш грубо расудуваме врз делата на луѓето. Првен врз твоите дела, после делата на луѓето, и ние не бараме Божја правда за нив. Ние бараме наша правда, што е рамно на само праведност. Да дојде Господ и, како што кажува Петар, да викне оган и се да сотри. Но еве го татковското срце на Исус, каде што забрза, знаејќи ја силата што им е дал на апостолите, убрза да рече: стој, Петре, ти не знаеш од кој дух сме ние, уште не знаеш од кој дух сме ние. Ние сме од духот на оние што викаат Аба, татичко, ние сме од духот на татковците. Така да, Исус им кажува, вика, зашто ќе дојде? А кога ќе го дојде тој, ќе го увери светот за гревот, за праведноста и за судот. И сега гледаш што вика. Тука луѓето се бунат мене. За гревот, што правиме? Грешам ли ја ваму, грешам ли ја таму, промашувам ли цели тие се. Но Исус кажува, вика, за гревот, зашто не веруваат во мене. Зашто не веруваат во мене. Не дава ни едно дело твое. Зошто викам твое? Зашто да веруваш во Него не е твое дело. Дело на Христос е во верата што ти ја дал, за да можеш да го прифатиш. Така да, ако можеме да го кажеме кој е твое дело, делото на прифаќање. Делото на јас сум Божјо дете. Јас сум праведник во Христос. Понатаму што кажува, вика, за праведноста, зашто си одам кај таткото и веќе нема да ме видите. Христос на крстот едноставно ја исполни целата праведност. Целата праведност што ја бараа старозаветните пророци, целата праведност што целиот Стар Завет викаше: праведникот вака, праведникот така, праведникот, без целосно откровение ради татковството. На луѓето беше: ти си ваков, ти си таков. Во ушите нивни беше: ти си ваков. Кога они кажуваа праведникот е ова, праведникот е она, они секогаш го слушаат тој вториот дел, али неправедникот е ова. Зошто? Зашто го нема откровението за татковското. Затоа и не можеа да го, не само да го прифатат Христос, не можеа да го препознаат Христос. Баш ли тој превес? И вика, и на крај кажува и за судот, зашто принцот на овој свет е осуден. Мислам, ова кажува се, ова, иако ние можеме да ги делиме работите кога Исус ги кажал на евреите, па уште се старозаветни за да им скрши бариерата, ова Христос го кажува на космосот, ова Христос го кажува на се што било, што е и што ќе биде. Прочитате на многува реченица дека во Господ, во сегашноста во Господ се состојат и минатото и мината. Таа перспектива ние што имаме увид во минатото, по сегашноста, но и во иднината. Ќе збориме нешто баш за тој увид во иднината понатаму. Така да, сега што значи ова за некој што веќе го препознал? За некој каде што веќе Светиот Дух живее во него. А тоа си ти или на групна основа, тоа е црквата. Тогаш вака би звучело веќе. Ја вака го преведувам веќе ова за луѓето што веќе го разбираат. А кога ќе дојде тој, ќе го увери светот за грев, за праведност и за суд. За гревот зашто не веруваат во мене, но сега ние веруваме во него. Така е. Значи, сега ние сме пресведочени од Светиот Дух за праведноста, за она тврдо слово што го кажува Павле. Да. Мора да ги читаме во контекст секогаш работите. Не смееме да застанеме врз некој стих цврсто, категорични, да речеме само вака и никако поинаку. Зошто? Зашто и самите Павле, Петар, апостоли на многу места ќе видите дека се контрадикторни сами по себе. Не дека се не разбирале што зборувале пред тоа. Едно е дека растеле во откровението, но друго е дека носат целосната слика. Целосната слика. Јован, ти што го спомна втора глава, мислам, прво Јованово втора глава, каде што кажува еден од моите омилени стихови, каде што кажува: ви зборувам вам, деца, зашто го спознавте, вика, Бог како татко. И на почетокот во твојот духовен растеж ти го спознаваш токму тоа. И таа сила што те носи ти да, са кажувам лично од мене, да трчав по дождот, дријат не снима и знае колку јас сум трчал по дождот за да слушнам повеќе, да го дознаеш тоа татковско срце, што не го гледаш само лично од Бог, не го гледаш и преку луѓето кои ти го носат тоа.
Кога растеш со такви луѓе, ти несомнено го имаш тоа откровение. После тоа Јован им кажува, ви зборувам вам млади, што го победивте лукавиот. Она што тука Исус го кажува, суд врз кој? Врз принцот на светот. Што значи тоа? Само што веќе пркнеме како млади пилиња, како можам да кажам, веќе распознаваме, веќе пуштаме крилја и знаеме дека ние сме повеќе од победници. Знаеме дека ние можеме се преку Христос кој ни дава сила. Знаеме дека ѓаволот е потиснат таму негде, дека не ни може ништо. И тие работи тој растеш, ако можам да кажам, во самиот Господ. И на крај вика, ви зборувам вам, татковци, што го спознавте Бог од почеток. Така. Што го спознавте Бог во целото негово битие, во целото негово создание, во целото негов карактер, што го спознавте Бог на вистински начин како татко, како праведен судија, како исполнител на заветите, како се она што, не само како атрибути. Знаеш, мене ми се понекогаш груби сите оние, можам да кажам, земни зборови за тоа, за величање на Бог. И затоа Павле на едно место кажува дека ние со воздишки го славиме Бог, зашто не секогаш можеме да се изразиме со овие зборови, да кажеме, леле Господе колку си голем. Леле Господе колку си голем. Така да ако читаме во контекст на црквата, ние ќе гледаме дека веќе не сме грешни, дека сме праведни. Амен. И затоа нас сега Духот не просведочува за праведноста. Не пресведочува дека заедно сме седнати одесно со Христос. И дека лукавиот е победен. И тоа е нашата победа. Дека ние не мора да победуваме, ние треба да согласуваме со истата победа. Амен. Амен. Ќе се согласите, нели, дека Светиот Дух е неисцрпен во својата инспирација. Неисцрпен во тоа како ја донесува пораката за Бог Таткото. Дури и Исус, кога го читаме неговото действување во Евангелијата, не можеше да не забележиш како Исус пристапува на созданието, на луѓето пред се, како им пристапува. И едноставно тоа ме воодушевува и е постојан извор за воодушевување, бидејќи ова морам да го спомнам, но интересно е што кутриот Петар апостолот секогаш во проповедите, тоа не можеме да му го заборавиме, дека го се откажал од Исус 3 пати. Но она што мене ме воодушевува и низ годините како што сум ги студирала Евангелијата, е дека фокусот Светиот Дух ми го става на карактерот на Исус. Во сето тоа што му се случува на Петар. И интересното е, нели, Петар уште, Исус му вели, ти 3 пати ќе се откажеш од мене, но, и се некако тука луѓето или проповедниците тука запнуваат. И нели ќе го вметнат тука стихот, духот е бодар, телото е слабо, ние сме склони на ова, на она, вака, така. Меѓутоа, го испуштаат вториот дел од тој стих. Но јас се молев за тебе. Амен. За да не се оттргнеш од верата, туку, кога ќе закрепнеш, да ги оснажиш твоите браќа. И сега се случува тој момент и нели Петар станува свесен што направил. И нормално само еден Господ знае како му било, пошто и ние си знаеме како ние нели кога ќе сгрешиме. Но после воскресението Петар е се уште истрауматизиран од сето тоа што се случува. Дури веќе и веста на Марија Магдалена дека Исус воскреснал веќе не му е на отапеното срце, веќе не му е блиска. И што е реакцијата на Петар? Ја ојдов на Риви. Ја ќе одам на Риви. И сега Исус се сретнува со апостоли, нели после воскресението, но
немаме никаде регистрирано дека нешто му вели на Петар. Нели, ја охрабрува Марија Магдалена при првата средба, го охрабрува апостолот Тома, еве, види, воскреснат сум, жив сум. Меѓутоа, некако, нели, човечки кажано, онака го остави до Петар, леле, и сега, кој знае што му се вртело во главата на Петар? Леле, сега ќе ме подвери, сега Исус готово, онака имат по ребра во кичма да ме мавнители, но Исус воопшто не е фокусиран на тоа. Дури ниту му спомнал, ти реков дека ќе се откажиш од мене. Ние да сме, ние да, без оглед колку да требаме раце во славење, те љубам Господе, свет си ти, ја љубам твојата црква, ние ќе речеме. Но Исус никаде не го спомнал тој момент. И дури многу е интересно што во Лука 5 глава пред она така да кажам триумфална средба помеѓу Петар и Исус, нели? Господе, цела вечер ловевме, ништо не ловевме, ама на твој збор ќе ги фрлиме мрежите. И сега, јас уживам да ги спознавам деталите што се запишани во Библија. И знаете што пишува во 5 глава во Лука? Кога ги фрлија мрежите, толку многу се наполнаа со риба, што мрежите почнаа да се кинат. Сега, после воскресението на Христос, истата слика, ловат не можат да уловат, Исус вели, ајде надесно фрлија мрежата, и дури не го препознават дека Исус воскреснат. И на крај Јован му вели, Петре, абе учителот е! И ја фрлаат мрежата и што се случува? Вика, мрежата толку многу се наполна со риби, што мораше Петар да скокне во вода, да исплива и да ја трне сам на брегот целата мрежа. И многу интересно што е 153 риби, но за тоа друг пат, затоа што се си има свое значење, но забележете го сега деталов, мрежата не се скина. И како што ги читав тие моменти си велам, што е Господе финтата? И Светиот Дух ми го појасни тој момент, дека во Лука 5 глава се уште Исус не го исполни делото на крстот, не го запечати делото на благодат преку своето воскресение. И колку и делата во името на Господ, на Негова заповед да се изобилни, не држат вода ако не се во благодата. Не држат вода, се кинат, паѓаат во вода, како што и мрежата се искина без оглед на големиот улов. Но сега, големиот улов, заради Исус воскреснатиот кој што заврши се, и кој што сега вели, јас те држам во моите раце на благодата, мрежата не се кине. А тоа е заради тоа што сега ти и јас имаме право да се осврнеме и да уживаме во тоа заедништво и да кажеме, сега јас го спознав татичко дека е на моја страна. Сега не се плашам дека моите дела не се забележани, туку знам која сум, кој сум, во кого сум. Многу интересен детал. Мрежата не се скина. Мрежата во, нели, пред крстот символизира таа несигурност на законот, таа несигурност на писмата, и после крстот символизира црквата. Што значи, ако Исус му кажува Петар дека ќе биде повеќе од ловец на риби, тоест ловец на луѓе, дека рибите се само символика на тоа колку многу ќе ги лови во црквата, тоест во мрежата, и ако он е, нели, темелот на црквата, тогаш гледаме дека овој пат мрежата не се кине иако има многу риби. Што значи, црквата е најстабилното место. Амен. Ја вчера имав некои гости, изборувам и им кажа вака, црквата е единственото нешто, институција, како сакаме ќе ја наречеме, кој зборови ги употребиме, инаку е многу поголемо од институција. Сме зборувале тоа, семејство. Самите два збора, и коинонија, и еклесија, никогаш не означуваат болница на грешници, како што ви изборуваше. Значи, нешто многу поголемо. Едно собирање каде што се препознаваме како Божи деца, но и совет за одлучување, совет за делување, совет за она што постојано веќе го повторувам во претходните проповеди, совет одавно
тело. Амен. Сега, еве го Петар сега фаќа мрежата не се кини. Црквата е место што портите на пеколот нема да ја надвладеат. Се може да биде надвладеано и можеме да речеме дека делумно, не целосно. Тогаш ќе кажеме дека Божјата благодат не функционира и во светот. А сонцето и за грешните и за праведните, за неправедните свети. Така да, делумно, портите на светот надвладеале врз туци, врз лажни учења, врз сето она што го поимаме нели во светот, но врз црквата нема да и тука има уште една јака вики символика каде што мислам дека во Јован го ја опишува целосно таа случка каде што нели Исус им вика после воскресението, фрлете ги мрежите се и ги чека надвор. На кој начин ги чека? Тука сака малце, Исус е полн со комика или полн со комедија, но преку комедија кажува една целосна вистина. Ќе го кажам ова, сакам прво да се навратам за оно што кажуваш. Исус не му оди на Петар да му рече, што направи ти? Знаеш ли, црквата со текот на историјата, во текот на годините и ние завлегуваме понекогаш во таа глупост каде што ние на Тома му препишуваме она дело на неверие постојано и не му ги гледаме сите оние работи што Господ ги направил, него неверен Тома. Уште име. Мислам, видите каква грубост може да донесе црквата ако го нема откровението што Исус го има и го фрла врз Петар. Каде што не му дава ни трошка насомнеш на Петар да засомнева дека учителов нешто ми е луд, па не само луд, дека може да ме избаци слободно од игра. Така да, мора да бидеме внимателни. Ние како црква, како администратори на Божјата благодат, мора да внимаваме какви имиња им даваме на луѓето. Знаете, многу поблагодарно е наместо да ги праќаме луѓето во пекол. Да ги очекуваме во рајот, да се молиме за нив во рајот. Многу поблагословено, многу можеме да видиме во луѓето ваков е системот, таков е, секојдневно го расудуваме, не го осудуваме, го расудуваме времето, просторот, начинот и можностите во кои живееме и сме целосно свесни вики за тоа како црква. Некои не обвинуваат дека ние сме само онака луталици, каде што само доброто го бараме, доброто се гледуваме без да го има и без да постои. Не може да не постои добро ако имаме добар Бог, совршен Бог. Така да тука сакаме сите небулози. Ама Македонија била на стаклени нози и повеќе од тоа. Да, го гледаме, го согледуваме тоа, го разбираме тоа, но еден кажал на крајот ќе биде добро. А ако не е уште добро, значи не е крајот. Амин. Така да не е крајот. И така да на крајот ќе биде добро. Ја ви уверувам, јас многу сум дебатирал, но дебатирал во љубов да се донесе она вистинското, не само што мене би ме направило победник во дебатата, него што имаш за него во истото добро. И на крајот сум бил во право. Зошто? Зашто перспективата не е секогаш да испаднеш попаметен. Перспективата е да го донесеш татковското, без разлика избор да не кажеш. И сега се навраќам на оно што го кажувам, еве го Исус ги чека и веќе им спржил риби. Веќе им испекол, тоест во ептен одвенски доручек. Ептен одвенски. Сака да им каже, видете, ја ви ја давам власта да одите да газите на змии, на шкорпии и во моето име да повикувате народ да се спасува. Инаку можам тоа и сам. Им дава до знаење, ја ви направив риби, еве ви ги спеков, не мораше вие да ми направите ручек. Што сакам да го кажам со ова? Дека ние сме администратори на таа благодат, го имаме тоа сите. Има дар на евангелизација и тој останува, но сите сме повикани да го имаме дарот на помирување на луѓето со Бог. Знаете што значи тоа помирување? Петар го објаснува во дела апостолски, кај што кажува, немам ништо, ни злато, ни сребро, но она што имам ти го давам. Во името на Исус стани и оди. Ниту во моето име, ниту во името на црквата, како администратор. Мора да ги стрикно да ги дистанцираме тие работи. Бог, Исус е тој што спасува. И затоа во Јован вика, воздигнете ме мене, или синот човеков ќе биде воздигнат и он ќе ги привлече другите. Нашето дело е, воздигни го Христос во твојот живот. И он ќе ги привлече другите на чудесен начин, не на твој начин, него на чудесен начин што некогаш го опфаќа твојот начин, но некогаш делува надвор од сите твои начини што си ги замислил за сега. И тука ќе дојдеме до она што ја и ти го зборуваме 1 Коринтијани
2.9. Да, дефинитивно. Нели баш тој стих 1 Коринтијани 2.9 е око што не видело, човечко уво што не чуло или човечко срце што не замислило, тоа Бог го припрема за оние што го љубат. И порано, кога го читав тој стих, например, на почетоците, раните почетоци пред 20 години, идејата беше, дури во проповеди беше спомнато, леле еден ден, во рајот со Господ, каде што нема ние да имаме грев, каде што нема да имаме последици на грев, ние ќе се изнауживаме и ќе го живееме ова опишаново тука. За после известно време, после неколку години, онака Светиот Дух да ми тропне на вратата на моето срце токму со тој стих. И баш онака ми вели, Виолета, тој стих не е само еден ден кога ти ќе отидеш физички во вечноста со твојот Исус. Тој стих е за сега и за тука. И знаете што? Искрено, вие што слушате сега, а го љубите Христос, спаѓате во ова категорија, бидејќи вели за оние што го љубат Господ, тоа тој го припремил. Сега, една мала пречица или шорткат, така да кажам, во Псалм 138:2 вели: Господе, ти се поклонувам тебе во твојот свет храм, бидејќи ти го издигна твоето име и твојот збор над се било друго. Сега, во корелација со 1 Коринтијани 2.9, дека Бог го издигнал својот збор. Зборот на Бог е, што не си замислил, тоа ти го спрема Бог. Затоа што го љубиш. Нели се согласивме дека спаѓаш во категоријата дека го љубиш Бог. Тогаш не оди и не држи вода луѓе во црква да кажат грешници сме. Бидејќи тогаш не спаѓа, тогаш не го издигнуваме Божиот збор над се. Нели сакаме да го издигнеме Бог. Така да во нашата лажна скромност да ја сурнеме оваа лага која што постои помеѓу нас и да се издигнеме црква во позицијата што Бог ни ја дал. Тоа е дека сме праведни, заради тоа што само праведен човек го издига зборот на Господ повисоко од се друго. И сега, ако јас сакам да го издигнам Бог со се што сум, нели, Мита, Дари и КТП-ја, те издигаме, Господе, те обожаваме со се што сме, со твојот збор ќе го следиме секој ден. Тогаш не држи вода да кажеме па грешници сме, или ќе бидеме неуспешни, или тоа што прошлата недела беше спомнато, некој кажал црквата е сега под опсада. Каква опсада? Никаква. Ја можам да кажам дека пред 2000 години светот е под опсада на Светиот Дух и на црквата како администратор на Божјата благодат, а не обратно. Заради тоа што никаде во тој период на кога Исус му го носи татковското срце на Петар, не му го спомнува тој фопа, нели тоа фијаско, туку му зборува за нешто. Слушај, јас, нели, она што се молев за тебе ти текнува, дека се молев за тебе за ти да закрепнеш, сега го остварувам. Петар го доживеа остварувањето на Христовото ветување во тој момент, дури пред Пентекост, дури пред Педесетница. И сега, и на Педесетница, кога Светиот Дух дојде, што се случи? Ветувањето на Христос, дека ќе го издигне да биде чувар на своите браќа, се умножи во благодата. Зошто? Заради тоа што заради една проповед на Петар 3000 души се обратија во еден ден. Бидејќи Петар одлучи да го издигне зборот на Христос, кој што е во суштина таков е карактерот на нашиот Бог како тато. И ако ги читате Дела апостолски 2, 3, 4 глава, пред да се распрснат на сите страни, всушност е изобилно остварување на Божите ветувања во животот на Петар. И фасцинантно е на кој начин Исус, полн со благодат, на дело го покажа како го исполнува своето ветување кон своите деца
во благодат, врз благодат, за благодат. Затоа што читаме во Дела апостолски што се случи со исполнувањето на ветувањето на Исус во животот на еден. Точно. А сега толку не има низ цел свет. Амин. И заради таа делата го надминуваат она што Христос го направи географски ограничен. Точно. И тоа е фасцинантното. Тоа е фасцинантното како Господ ја гледа црквата. И заради тоа да се согласиме заедно да не веруваме како мислиме дека Бог ја гледа црквата, туку сиве овие работи да ги земеме предвид и да кажеме леле Господ како не гледа. Леле Господ како не гледа, бидејќи на вистина луѓе тоа е над сите наши восхитувања како Бог тебе те гледа. Свети непорочни богови свет. Вау! Како Бог те гледа и онака ти се радува со татковска радост, дури кога ти мислиш дека не ти се радува. Онака, ние сите, најверојатно пак ќе се вратам на Петар, очекувале, леле сега кој ќе му се сосне, леле, лом, ама онака дури има момент кај што кај што Исус настрано го трга Петар. Точно. И му вика, слушај, ја тоа што ти го ветив, еве, ќе ти го остварам. И мене тоа ми е фасцинантно заради тоа што кога го читав Јован 16 глава 33 стих и вели во светот ќе имате многу неволи. И сега не знам зошто, меѓутоа сите проповеди доса што сум ги слушнала за тој стих, не знам зошто луѓето го испуштиле од истиот стих моментот кај што Исус вели, ама овие работи ја ви ги кажувам за да имате мир. Точно. Како неволен. И најинтересното е што сите проповеди се во светот ќе имате неволи. А предходниот дел од истиот тој стих, а вториот дел од тој стих, ама не грижете се, јас го победив светот. И некако си велам, леле, како сме успеале да промашиме, затоа што не јас, меѓутоа многу луѓе од црква го проповедаат тој стих само тој дел. Во светот ќе имате неволи. И сега со оваа ситуација што се случи, ето, ќе биде вака, ќе биде онака. И Исус вели, предходниот дел од истиот стих, ова ви го кажав, за да имате мир. Затоа што погоре од тој стих, Исус вели, ако сега вие ми велите дека сте со мене, ќе ме оставите сам, но немојте да мислите дека јас сум против вас или сум огорчен. Затоа ви го кажав ова, за да имате мир. И сега, кога го проучував на грчки, стихов, зборот што е употребен за неволја морам да си ги употребам белешките, thilipsis, кој што значи внатрешен притисок или агонија што ти ја чувствуваш заради нешто што се случува и мислиш дека нема излез. Што е различно од грчкиот збор за надворешен притисок или неволја, што е стеноксорија. И сега, гледај го Господ, ти вели, слушај, дури ти кога мислиш дека си ја утнал дебело работата како христијанин, тоа е твој притисок, кој што ти вели дека јас сум против тебе. Ама знај дека не е така. За да имаш мир. Затоа што јас ти дадов победа и врз тој внатрешен притисок што ти го чувствуваш. Гледајте го Господ Таткот. Неверојатно. Вау! Ти спомна преска една, мислам сега бргу, нели, не можеме да се кажеме грешници и јас ќе ми извинат сите што поинаку размислуваат искрено. Ова не го кажувам во никаква надменост, а тие што ме познаваат точно знаат дека нема надменост. Барем во нас двајцава еве и ријат како тука, како сведок, што се работи. Љубовта према луѓето ти дава авторитет, но не и надменост да ја злоупотребиш. Тоа да знаете, тоа бидете сигурни и сте на сигурно место. Кога ќе ја спознаете Божјата љубов, а Божјата љубов секогаш ве насочува да ја покажувате кон другите, тогаш ја немате опцијата да се злоупотреби истото, да се злоупотреби авторитетот или слободата или љубовта. Така да Павле зборува на големо на тоа и она што го кажа
значи, ако кажеме дека сме грешници, сега, во овој момент, 3 работи што се клучни најверојатно за светот, за човештвото, ние ги тргаме на страна. Тоа е, џабе таткото го даде својот син, Така е. џабе синот пострада на крст и воскресна, и најверојатно Светиот Дух не е во нас и не е пратен за нас. Така да, тие 3 работи, ако ми кажеш дека не се согласуваш со овие 4 работи, кажам, тогаш немој никогаш веќе да се нарекуваш грешник. Амен. Согледувај ги твоите грешки. Учи од твоите грешки. Ќе ти дадем и подобар пат, учи од туѓите грешки. Така е, да, уште подобро. Уште подобар пат. Биди човек што ќе бара континуиран раст. Но во твоето срце нека биде татковото срце. Амен. Ја кажав еднаш на моја проповед дека ние бараме експоненцијална како се вика формула да ни расте црквата, но треба да го согледаме експоненцијалното срце на таткото. Амен. Да расте црквата. Амен. Ако ние имаме експоненцијално срце, тогаш имаме експоненцијален раст во општеството. Апсолутно. Знаете, понекогаш е многу грубо, што ние гледаме луѓето дека ни се во црква. Црквата ја поимуваме само со неделна служба, што е крајно погрешно. Никогаш не е така. Никогаш. Ние мислиме дека не се тука и дека најверојатно може и од паннаве. Божјото срце, Божјото експоненцијално срце има сосема друг увид за неговите. Дефинитивно. Да. Секогаш Светиот Дух ќе те насочува кон црквата. Биди сигурен во тоа. Секогаш, но не на начин како што ја и вика можеби сме замислиле и како што тежне е нашето срце. И многу пати ќе бидеме изненадени. И оно што го читаме во 1 Коринтијани 2 глава 9 стих, тоа ќе го видиме не на начин како што ние сме замислили, на начин како што Бог замислил. И ја ќе се задржам уште малку на тоа и мислам дека тука можеме да привршуваме. Водички има, да не сакаш веќе вода? Може. Слободно ќе нема да ни замерите за ништо. Ја ви кажувам дека додека зборувате, тоа зборувањето, сушење на грло не е толку многу ни битно и значено колку што самото тело го осеќа тој притисок, зборам добар притисок за она да се зборуваат вакви силни работи и верувате дека атмосферава, барем ја чувствувам како полна со свежина некоја, уште кога дојдовме беше така. И ова го кажам за да пренесам малку дел од атмосферата. Халелуја. И овдека Вики пред да го кажува око не видело, може слободно, око не видело, нели уво не чуло, пишува, вака е запишано. Сега, Павле дека се навраќа на Исаија 64, негде е 3, негде е 4, во мојата Библија е 64:3 и 52:15. Да. Исаја 52:15 и тука има два аспекти на овој стих. И овој стих можеби е еден со највеќе аспекти, ако можем да кажам, во христијанството, иако знаеме дека секој стих ради комплексноста на Библијата, на Божите зборови, има многу увиди во сето тоа, многу работи се разјаснуваат на различни начини, различни откровенија може да се донесат врз ова. Овој стих е толку, ако можем да кажам, дури мистичен и мистериозен, што самиот Исаија се навраќа на два пати. Еднаш го користи каде што кажува за благосостојбата, она што го збориме ние, што ќе доживеат евреите во моментот, ради што ќе се сврта кон Бог, но го кажува и како пророштво за самиот Христос и неговото воскреснување. Знаете, многумина пред тоа од пророците умреа за Божјото дело, но не воскреснаа за Божјото дело. Да, и овој стих кажува во тој контекст, ќе кажеме после што значи тоа сега во наш контекст, кажува она што око не видело. И тука за око е спомнато офталмолоз, што доаѓа офталмологија, нели? И е спомнато, но ако видите, ќе видите дека многу болници имињата им се визија, не им се само гледање со физичко око, него визија. Така да не го фаќа само делот на физичкиот дел, него и делот на визијата, каде што ние духовно гледаме во работите што се за нас и работите што се за вас. Така да овој дел го фаќа и визијата што имаме. Она што човечко око со физичко не можеш да го види, можеш да го видиш преку визија и да го донесеш да биде видливо во ова. И вика, она што, нели, тоа е спасението, она што човечко око не види, она што човечко
уво не слушна до тогаш. А и сега луѓето кои ќе слушнат, вау, мене ми викаат ваква порака не сум слушнал до сега. Значи, еве го она, не сум слушнал до сега. Вакви луѓе не сум видел до сега. Сега што е работата? Исаија, најверојатно во неговата грубост, ако можам да кажам, иако пророците го познаваат Божјото срце, но во неговото не доволно разбирање, зашто Светиот Дух не бил целосно присутен во неговиот живот, не го кажува овој дел што сега Павле, иако дојде на таа религија еврејска, го наоѓа и го кажува, вика, тоа што во човечкото срце не дошло. Евреите тука запна. Евреите гледаат чуда, гледаат се, но ради грубоста на тоа, ради грубоста на писмето, не дозволија да спасението, да она што човечко срце до тогаш, во човечко срце не влегло да влезе во нивниот живот. Но овдека Павле не им го зборува на евреите, им го зборува на грците, каде што се исто имале проблем во друг контекст со тоа што да, они имале наука да се трудат, да докажуваат работи што нели Бог ги припремил, работи што космосот ги содржи се, но не дозволуваат Божиот збор, Божиото срце да допре во твоето. Сега што е, на кого е дадено мандатот, кажува Павле на крај во продолжение на сето вика. А Бог ни го откри тоа нам преку Духот, зашто Духот испитува се, па дури и Божите длабочини. Знаете што значи ова? Духот испитува се, што значи се и што ние гледаме. Знаеш, некој има два разумења, ако можам да кажам, на што е реалност. Негативците ќе речат реалност е согледување, тоест на реалноста. Ќе кажат реалност, ама нема да ја биде. Позитивните луѓе ќе кажат и ние согледуваме реалноста, ама на крај ќе биде. Така да многу е битно, иако ние согледуваме можеби исти работи, на што ќе се осврнеме, на што ќе се загледаме. Така да вика, а Бог ни го откри тоа нам преку Духот, зашто Духот испитува се, па дури и Божите длабочини. Црквата има мандат. И ти во црквата да ги испитуваме Божите длабочини. И таму да согледуваме работи што око не ги видело, уво не ги слушнало и во човечко срце не влегло. Така да, тие се неколку аспекти на овие стихови каде што го имаме таа благосостојба или момент на процуд во нашата душа, во нашето битие, и го гледаме она што светот не го спозна, а тоа беше спасението, што во Христос го имаме, но не застануваме на вратата на спасението, него одиме понатамо, каде што имаме спектар на работи што сега треба да ги живееме, за да го може да го исполниме Христовите зборови. Јас дојдов да ви донесам живот. И тоа живот во изобилие. Така да се повикувам во целосно во целосен здрав разум, ако можам да кажам, но опуштено преку Божјата благодат и преку Божјата вера што е во вас, да ги сонувате овие работи, да ги замислувате овие работи, да имате визијата, она што спомнаме за нештата. Не можете, не можете да станете пчелар ако не се видиш од сега за 2 години дека си пчелар со многу стадо на пчели. Не можеш да станеш лекар ако уште сега не се видиш дека ти си со слушалки или се. Таа визија што не способува, тоа е тој пророчки увид што нас ни дава пренос покрај сите други институции во светот, да можеме да имаме пророчки увид во работите и на таков начин да реагираме и да бидеме унапред. Ја имам неколку пророчки сонови, нема да ги кажувам сега, буквално за оваа ситуација, неколку месеци пред да настане вики целата оваа ситуација, и кога гледате исполнување на нешто, кога гледате работите што нас највеќе не прават сигурни, кои ќе ги видиме нештата што Бог ги ветил исполнети. Ако се само ветувања, ние имаме трпение, некој помалку, некој повеќе да чекаме, но ако не ги гледаме исполнети, се јавува горчина. Се јавува нешто што можеби ќе те носи наместо чекор нанапред, чекор наназад. Но Бог е Бог на ветувања
и на исполнети Амен. ветувања. И тука ние се задржуваме. Ние ги препознаваме ветувањата, но и ги очекуваме во исполнение. Амен. Тоа е таа уникатна позиција што Бог ни ја даде како црква. Индивидуалци, нели како верници кои што го љубат Бог и го следат него, но и корпоративно како локално негово тело, е таа уникатна позиција да не само да ги спознаеш ветувањата, туку да ги дочекаш во таа радост, да ги дочекаш во тоа трпение кое што не е преживување од вај со некакви крајни сили. И нели многу често луѓето го цитираат тој стих од книгата на проповедник на цар Соломон, нели за се има време и место под сонцето. И во даден контекст тоа е така, меѓутоа нели во неговата сега човечност, да кажам, или искусување на својот живот, го запишал тоа што го запишал. Нели, во Стариот Завет луѓето не го имале Светиот Дух да престојува постојано со нив, па од заедништвото со Светиот Дух да се роди обновата на умот и да личиме на Христос. Него човекот си имал свое познавање филозофско или какво и да е, и запишал време за плачење, време за страдање. И сега некако морам да признам дека кај христијаните често пати ми смета тој момент кога се глиби, кога се останува тама. Немојте да ме сватите погрешно, јас сум таја која што ги охрабрувам луѓето да ги препознаат сите нешта и душевни состојби. Но работата е да не се заглиби таму. Да не се остане во долината на смртната сенка, туку да се помине. И работата е што сега црквата е дадена позиција да биде глава и веќе бидејќи Христос е главата, црквата е на највисока позиција. И мене ми се допадна изјавата на Зоран минатата недела заедно која бевте, која кажа единствено најмокно оружје на планетава Земја е црквата. Со две раце ќе потпишам дека е така и се согласувам, бидејќи на вистина нема посилно оружје од црквата. И едноставно цркво, време е да си ја препознаеме позицијата. Дури ќе кажам и ќе ве охрабрам, не е дека ние допрва треба да си скачуваме на таа позиција па да учиме за авторитетот. Веќе прочитавме што и да побарате во моје име, ќе ви биде дадено. И дури во Јован 16 глава Исус вели: дури ни ја нема да го молам таткото за вас, туку таткото сега вас ве љуби како што ме љуби мене. Гледајте во која позиција веќе сме ставени. Така да од секогаш за црквата, заради Христос, било време на просперитет во секоја смисла на зборот. И така да се кренеме заедно и да декларираме за овој свет на вистина да го прослави Господ во неговата добрина. Амен. Од мене благослов. Амен. Фала Вики, фала уште еднаш луѓе за трпението ете што го имате да не слушате, нели, вака комбинирано, некоја што земаме и повеќе време, но верувам дека кога се зборува за Божите, ако можам да кажам, величие или се, некако времето како и просторот се губат, така да верувам дека и вас би се изгуби, наместо саат време ни изгледаше како пола саат или 15, барем нас така ни изгледаше, така да нека биде така. Ја го оставам со она што го кажав еднаш, немојте да ги праќате луѓето во пеколот, него сакајте ги и очекувајте ги во рајот. Бидете благословени како што и сте во самиот Господ Исус Христос. Алелуја. Чао. Чао.